Во претходната лекција научивте како се креира wallet и како да го сетирате вашиот wallet, а сега практично ќе објасниме како се користи одреден wallet. Моментално ќе зборуваме за Phantom Wallet-от, затоа што е еден од најлесните за користење и најчесто користен посебно од почетници, особено околу целиот хајп сега со мемињата, со нови проекти и слично. Затоа сега ќе направиме едно видео како се користи Phantom Wallet, како да префрлите средства таму, како да направите swap или да размените и да купите некој проект кој сакате да го имате и да инвестирате во него, а понатаму ќе направиме и други туторијали и видеа за користење на други wallet-и. Од прилика е секаде слично, но сега да одиме чекор по чекор да ви објасниме како се одвива целиот тој процес. Значи, најпрво си отварате страницата phantom.com, тука одите download, да го downloadирате вашиот wallet и кога ќе го кликнете тоа ви дава тука опција која сакате да изберете, дали Firefox, Chrome, зависно што и да користите. Кога ќе кликнете таму, ви дава да го инсталирате или додадете како extension. Јас тука веќе го имам, затоа не ми дава, значи Phantom Wallet веќе ми инсталиран, ќе ви даде тука да го инсталирате и кога ќе кликнете на Phantom Wallet-от, ви дава да креирате нов wallet. Значи тука ако отидам креирај нов акаунт, ви дава име на акаунтот и кога ќе кликнете create, исто како кај Trust Wallet-от, ќе ви даде фрази кои треба да си ги запишете и со тие фрази имате пристап до вашиот акаунт. Сега, значи, ќе го земеме овој акаунт како пример. Да речеме дека тука сакам да депонирам средства на Phantom Wallet. Вака ќе го направиме за да биде полесно. Одам Receive. Имам повеќе опции. Најчесто, кога зборуваме особено за меме-коините, најчесто тие се трейдаат на Solana, а може да примате и на други мрежи. Значи, одбирам Solana, ја копирам адресата тука и си одам на BingX. Сега тука, ако имате Solana, може да одите директно да префрлите средства. А доколку немате, одиме исто како што знаете на Spot, како што може да купиме Bitcoin или било која друга криптовалута, тука може да купиме и Solana. Да речеме дека ќе купаме $36. Купувам Solana и сега, кога веќе Solana ја имам на Spot, одам тука во Assets и да префрлам средства. Овдека, крипто, одбирам Solana. Еве Solana. Ми дава $36 достапни. Тука одбирам мрежа Solana и овде ја внесувам адресата. Еве, значи истата адреса која ја копиравме, тука ја внесуваме и ми дава од каде сакам да ми ги повлече тие средства. Available, јас ги имам достапни на Spot акаунтот. Тоа се околу $36, одам да ги префрлам и одам Confirm. Тука ви дава да потврдите дали со код на мејл, дали некој паски што имате ставено и слично. Security Reminder, Facial Recognition. Значи тука ми дава со Facial Recognition, исто така кога сакам да направам трансакција, мора да потврдам со фаца. И откако ќе потврдите, зависно кој фактор сте го ставиле за потврда, дали телефон, дали Google Authenticator, Facial, дали со Fingerprint, што и да ви дава менувачницата. Еве, јас ја потврдив трансакцијата и може да си ја зачувате адресата доколку сакате почесто да правите кон таа адреса трансакции. Ќе зачувам адресата и се враќам овде. Добро. Еве го, значи адресата зачувана, Confirm и тоа е тоа. Се враќаме на Phantom. Еве, значи додека јас ја зачував адресата, парите веќе стигнале. Значи негде имав околу $4 и еве се тие $36 кои сум ги испратил сега. Ако отидеме тука во историја, еве ќе видиме, значи моментално 0,19 Solana се веќе префрлени на Phantom. Значи сега ги имам достапни тие средства, $40. Сега, одиме, значи, доколку сакате да инвестирате, да купите некоја валута, сте сретнале некој интересен меме-коин или некој проект кој го има на Phantom, што правиме? Одиме на копчето Swap, за да размениме, затоа што тука нема buy, имаме swap, за да размениме од Solana во било што и да сакаме. Може да ги претворам во стабилни коини, во USDC, или да ги чувам во Solana,
или може тука да одберам во што сакам да ги инвестирам. Еве гледаме Official Trump, Bonk, VIF, имаме значи илјадници па дури милиони коини кои се лансираат на Solana мрежата. Јас повторно ќе одберам Aura, како што многу пати ви наведовме. Еве одбирам Aura и тука одбираме нели колкава сума сакаме да депонираме во Aura. Јас би ви препорачал никош да не одите на максимум, барем нешто да оставите. Зошто? Затоа што да имате барем $1, 2, 3 достапни, затоа што мрежата, тоест таксата на оваа мрежа се праќа во Solana. Потоа ако сакате да префрлите назад нешто, да свапнете друг коин, треба да имате Solana за да платите провизија. Затоа што секогаш оставете некои $2-3 слободни во Solana, не ги користете целосно максимум, затоа што нареден пат кога ќе сакате да префрлате, ќе треба да префрлите повторно Solana за да направите трансакција. Значи овде одиме swap, чекаме да се потврди трансакцијата и еве го кога ќе се вратам назад, само да направиме еден рефреш. Еве го вака. Значи сега од Solana ми останаа $3 слободни, а другите ги имам повторно во Aura $95. Како што видовте, едноставно е користењето на Phantom Wallet-от. Значи со неколку кликови може да купите нели некоја валута или да направите swap. Потребно е да го надополните со Solana или било што друго да ви е потребно и едноставно од Solana ги префрлате средствата во тој коин во кој сакате да инвестирате. Ова е наједноставниот начин и Phantom Wallet-от е наједноставен за користење за почетници. Слично и користењето на другите wallet-и, но како што кажав, ќе имаме значи дополнителни видеа за користење на секој wallet поединечно, затоа што сите има некои своји предноси, некои своји посебни карактеристики за што и како може да ги користите. Па затоа се гледаме во наредните лекции.